Стефанија Милевска-Враниќ е музички артист, дипломиран музиколог по поп и джез пеење. Уметнички директор на Анастасија Центар Битола, Центар за музика, танц, мода и уметност, каде е професионален музички педагог, танц инструктор, музички терапевт, едукатор, кореограф, режисер и продуцент. Се јавува како текстописец, композитор и продуцент, а на крајот од 2023 го издава и незиниот втор солистички албум насловен како Девојчето со долгата коса. Во него имаме авторска музика и текстови токму од Стефанија. Да не должам јас многу во најавата, ќе ја представам денес во најновото издание од емисијата од своја страна. Стефанија, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да присуствувате во оваа емисија на Телевизија Сонце. Благодарам од срце за оваа покана, многу ми значи. Јас во најавата заборавив, ни доаѓаш од Битола. Точно така. Како е во Битола? Градот на конзулите. Так. Прекрасна, Битола си е Битола. Си има своја магија која не ја даваме ние битолчани, сме многу горди на неа. И некако тој мир што го чувствуваме таму, мислам дека е незаменлив. Поводот за денешното наше дружење, за денешниот наш разговор е токму вашиот втор албум Девојчето со долгата коса и секако промоцијата на најновиот музички запис или четврти по ред Едно моме, кој што неодамна се промовираше токму во родната Битола. Стефанија, ајде од почеток, зошто Девојчето со долгата коса? Девојчето со долгата коса е тоа девојче кое не сакам никогаш да го заборавам, односно тоа девојче што бев јас како малечка. Уште од 4 годишна возраст јас започнав да настапувам покрај модните ревии на мојата мајка Анастасија, која е виновна за сите мои креации што ги носам на сцена. И јас започнав да растам и да созревам преку сцена. Тоа е интересен момент затоа што мојата личност се изгради токму по тој пат. И сакам точно во ова време, сега веќе како созреана личност, која ќе се свртам наназад, да имам некој потсетник, да не го заборавам тоа дете кое има вистински вредности, таа хуманост, љубов и среќа што ја носев од дете. Сакам да продолжам и понатаму да ја носам со себе и некако баш овој албум е така едно, не знам како да кажам, спаковано пакетче од таа енергија и емоција што ја имам во мене и пак ќе кажам едно подсетување на вистинските вредности. Рековме на почетокот од емисијата авторски текстови и ваша музика, што се крие во овој втор албум? Па како што напоменав, тука има еден многу голем дел од мојата душа. Односно, можам да кажам дека е доста интимен албум, затоа што го сподели всушност моето созревање и моето растење. И како што одат песните по редослед, прва е Бегаш, односно таа раскажува како сум го врвела тој период на кога не можев да се соочам со себе си, кога сакав да го одбирам патот на илузијата и кога се борев со себе, али исто така се борев и со средината, тоа нормално се рефлектира на сите страни, но кога веќе почнав да сваќам, да осознавам која е вистината, јас, како што е втората песна, тргнав по патот на светлината, односно почна да ми се развива тоа чувство на љубов, на мир, на светлина, да кажам, една, како да го наречам тоа, можеби една духовна слобода, која што секако ја добиваме со верба, со силна верба во Творецот или Бог, така што сето тоа осознавање се одразува во песните. Ете, понатаму како што оди да раширам крилја, да, до едно моме. До едно моме. Моето прашање е дали можеби сите овие редоследни оваа редоследна авторска музика е всушност и олицетворение на вашиот пат во животот, на вашето созревање? Точно така. Како што напоменав, значи тоа е целиот процес кога за да
почнеш да се осознаваш, да кажам, за да почне некаков процес на освестување, сепак сметам дека треба да поминиш неколку така тешки ситуации во животот за да те разбудат. Наоѓаме ли овде ваши автобиографски делови? Да, дефинитивно 100% е автобиографско. И сега, така, фокусот го даваме на едно моме, промоцијата на најновиот видеозапис, кој што неодамна се одржа во Битола, како помина промоцијата, какви импресии носите од таа промоција и што всушност означува едно моме? Вака, едно моме е точно оваа гледна точка на мојот живот, да кажам, кога веќе се осеќам дека сум постигнала некаква хармонија, некакво собствено просветлување, некаков мир внатрешен и баланс. И точно тоа моме е тоа ослободено девојче кое си пее, си танцува и поврзано со природата, затоа што е снимано на Диховските капеинци, така се вика. Тоа е изворска вода, односно река која тече и таму има направена брана каде што можеш да се бањаш. Така. И точно таа поврзаност со природата е представена во едно моме и таа една безгрижност, еден спокој, мир и едноставност, да кажам. Спотот е намерно направен да биде едноставен. Него го снимавме заедно со Владимир Бошковски, а монтажата беше моја, затоа што сметав дека на тој начин можам најдобро да ја пренесам повторно таа моја емоција. Јас го изгледав, навистина останав без зборови, а сега ќе предложам овде да направиме кратка пауза да го представиме и пред нашите гледачи, почитувани гледачи, најновиот видеозапис од Стефанија, Едно моме, уживајте.
Така, тоа беше едно момент од нашата Стефанија. Се надевам дека уживавте, а јас сега ќе ја запрашам колку време се работеше овој навистина автентичен видеоспот кој што допира до сите нас и кој се беше вклучен во овој проект, ете така ќе го значи овој видеозапис е еден од 4 видеозаписи. Тоа ќе ти го откриам еве тебе. Значи сите тие 4 песни, да кажам, првите 4 песни се поврзани, како што кажавме, редоследно, али јас ја расплетувам приказната обратно, почнав од едно моме. Така да сите тие 4 записи се снимаа во еден период, околу 1 месец се снимаше се заедно, можам да кажам. Така да не можам точно да се сетам конкретно едно моме колку време беше снимано, но тој е еден процес на создавање на музика, процес на чувствување на таа музика и конкретен пренос на мисла, да кажам, е исто представен во видеозаписите. За музиката исто така се погрижија како гости, да кажам, Владимир Враник, мојот сопруг, на гитара свири, и Владимир Николик на труба, и тие некако ја освежија, дадоа друга нота, баш е, значи едно моме е во етно-джез стил. Так. И поентата на целата музика е да се слуша во еден мир, да не е тензична, не е забрзана, баш напротив, целта е малку да го успори темпото, како што живееме во брзо темпо постојано. Се е забрзано, се е некако скратено е времето и на време траење на музика, а моите песни во овој албум се малку подолги, посталожени, да кажам. Си има некои... Јас ќе кажам и поразлични. Се чувствуваш ли поразлично од другите артисти во она што го правиш? Многу често ми го поставуваат ова прашање. Интересно затоа што да, еве, очигледно правам нешто поразлично, без таква намера да бидам различна или да се двојам од другите, едноставно така се доживува. Да, очигледно така е. Да, затоа што можеби бегам од тој мејнстрим, или нешто што е веќе што се пласира, да кажам, нешто што е моментален. Ајде ќе го искоментирам некој кич што се постојано се пласира. Јас сакам мојот начин на живот, моите осознанија да ги пренесам преку музика и можеби ете тоа ме прави да бидам поразлична затоа што зборувам од душата. И можеби е време еве да ги иницирам и артистите да почнат да творат вистински од нивната душа, не само да творат нешто за да се допаднат на другите. За кого е наменета уметноста која ја создава Стефанија? За тие што сакаат едноставно да вистински да се побараат себе си, да сменат можеби една нова страница од својот живот, да ги потсетам можеби доколку ги имат. Нормално секој човек ги има тие вредности во себе, тој код што го кажувам, што го носиме со себе си на вистински вредности, јас сметам дека може да се активира доколку ние сакаме. Така да тие луѓе кои што ќе го почувствуваат тоа што го пренесувам, се тие луѓе што стварно сакаат да направат некаква промена, да не знам, сакаат некаков добробит, да речам, кон другите да постигнат. Така, во овој албум остануваат уште 2 песни, после дождот доаѓа сонце и девојчето со долгата коса, претпоставувам се работи веќе на истите. Да, значи после дождот доаѓа сонце е преработена песна од мојот прв албум. Таа песна беше на англиски, снимена и овој пат направивме акустична верзија со Владимир, затоа што сметам дека многу поубаво ќе се пренесе на македонски. Точно после дождот доаѓа сонце го опишува тој момент кога ги доживував тие некои тешки мои, да речам, животни искуства кои сум се мачела да се вратам на патот, сум се борела едноставно, ми било многу тешко и секогаш таа верба ме враќала назад, да речам, на тој пат на светлината што го нарекуваме, и некако
оваа песна го пишува точно тој пресврт, да кажам, тој клик што се случува и дека секогаш кога ни е најтешко, кога се чувствуваме во безизлезна ситуација, секогаш има излез, само треба да веруваме. Дојде ли конечно сонцето, Стефанија? Точно, да. И затоа викам јас во оваа телевизија некако символично, али се конектираме преку сонцето, да. Дојде сонцето и сум многу благодарна. Премногу сум благодарна и затоа тоа сонце сакам да го споделувам со другите. Така. Сега овде во мојот концепт стои дека покрај се ова што го создаваш и работиш, си професионален кореограф во модно студио и студио за модерен балет. Да. Што значи тоа? Какви се твоите активности таму и како ги поврзуваш сите овие уметности во едно, Стефанија? Да, јас сум доста мултифункционална, да кажам, затоа што имам доста интереси, но како што напоменав, сум растела на сцената и тие информации сум ги примала низ годините, да кажам, затоа што студиото започна, како што напоменав, како модно студио, потоа се вклучи и модерниот, да кажам, балет или сега и современиот танц. Јас откако дипломирав на Музичка академија во Софија, кога се вратив, тоа се направи еден пакет за музика, танц и мода и тогаш го крстивме Анастасија Центар или Центар за изведувачки уметности. Остана Анастасија затоа што сакам таа мисла што имала мајка ми Анастасија да се пренесува понатаму. Прекрасно. Да, и некако цела оваа тема почна и понатаму да се развива и со музичката терапија, музичка и танцова терапија која што сега веќе 7-8 години ја практикувам со деца со попречености, затоа што имав брат кој почина веќе, Игор, кој беше со церебрална парализа и некако таа информација што ја носев со себе, тоа што го научив преку него, таа исконска безрезервна љубов што имаше во него, што ја има во лицата со попречености, некако направив спој на музиката и моето искуство и за да можам да помагам, да речам, на луѓето. А за тема танц, моментално сум исто на мастер на современ танц на Штипскиот универзитет, така да и на таа тема исто сакам да се усовршам и правам доста перформанси. Последен перформанс беше иновација, каде што баш музичко-танцов перформанс, каде што имаше изведба во живо на тапани од Павел Талевски. Јас пеев во живо и исто така имавме танцови точки со да речам изведувачи од 16 до 63 години. Така да поентата ни беше да го прикажеме тој спој на возрастните со младите, дека тука настанува иновацијата. Така да сите овие идеи, искуства, информации што ги имам во мене, се трудам на различен, да кажам, начин да ги пренесам. Каде се чувствува Стефанија најсвоја? Па затоа си го крстив и студиото Welcome to Stefania's Music World. Добре дојдовте во музичкиот свет на Стефанија, каде што сето ова, дали преку видео, преку музика, преку настапи, затоа што и настапите ми се во стилот на перформанс најчесто, покрај концертите стандардни, значи сепак сакам да има некако поразличен пристап. Значи во тоа сакам пак некаква промена да дадам. Сакам да ги поместувам можеби границите. Така да не можам да ти дадам точен одговор во што сум најсреќна, затоа што дефинитивно музиката ме исполнува најмногу. Во која форма е, дали преку пеење или преку танц, тоа нема граници. Ги споменавме настапите, каде се можеме да ве видиме, што е следно, еве можеби и во новата 2024 која што веќе ни е на прагот. Дали агендата е веќе веќе па се прави, се прави агенда секако. Значи целта е сепак да се промовира и албумот. Јас повеќе се фокусирам на фестивали, како што и претходно настапувавме, можам да го издвојам Нишвил фестивал, джез фестивалот во Србија. Исто така со Владимир многу имаме некако проширено темата и се веќе и се пласираме и на
да кажам, на српската сцена, но музиката не познава граници. Сега точно не можам да издвојам каде би настапувала, секако тие што ме следат ќе имаат информација наскоро, но во секој случај ќе има концерти мои, ќе има мои соработки доста најавувам и така. Во неколку наврати го споменавте Владимир, вашиот сопруг, кој што е застапен и во албумот како изведувач на гитара. И сега мене ме интересира малку повеќе за музичкото дуо Стефанија и Владимир, од кога и како и зошто? Да, Стефанија, Владимир. Да, не смеам никако да го заборавам Владимир затоа што е делче, мое делче. Да, па периодот пред короната, можам да кажам, се запознавме со Владимир. Начинот на кој се запознавме беше преку музика, многу интересно, затоа што во ресторанот што го имавме за здрава храна, тој се појави на джус, тој тогаш тренираше во кошаркарскиот клуб во Битола, Пелистер, и кажа дека знае да свири на гитара, јас викам пеам. Тоа е тоа. Значи, ние не направивме муабет, ние почнавме да свириме и да пееме истовремено. И тоа беше едно континуирано дружење кое создаде околу 30 песни. Значи, ние почнавме да ги промовираме во периодот на короната, почнавме да снимаме помалку, но девојчето беше предходно веќе подготвувано и затоа одиме со ред, затоа што целиот тој материјал што го создадовме со Владимир чека и тој понатаму да биде промовиран. Како е прифатено, Стефанија, од публиката, сето ова што го работите, што го создавате? Споменавме дека ова е навистина нешто поразлично. Постои ли одредена публика која ве прати, која нели ве следи, или можеби веќе почнува и пошироката јавност да дознава и да се интересира и ве токму за една ваква уметност? Да, знаеш како, првиот мој албум беше покомерцијален и беше поотворен за широката публика. Овој баш е така некако пофокусиран, поконкретен е и некако ја селектира публиката, но во секој случај како да кажам, имам следбеници кои, значи, веќе долги години пратат како творам, како создавам, но веќе во последниот период и сум доста изненадена, дури добивам рецензии како повратен фидбек од ова што го имам создадено. Во пишувана форма се тие рецензии, како многу добар фидбек и тоа ми дава некако полет дека сум на правиот пат и дека има луѓе што навистина ги интересира оваа тема, така да можеби не е нешто комерцијално, премногу комерцијално за да така како што сега моментално се конзумира, да кажам, но јас сметам дека треба и на луѓето да им пласираме нешто подлабоко, затоа што не треба да ги подценуваме, да кажам, да ја подценуваме публиката, затоа што споменавте и надвор веќе почнувате да работите на српскиот пазар, како оди таму, со оглед дека знаеме што е актуелно денес, за жал. Да, значи секаде истата проблематика има, посебно во Србија, затоа што сметам дека од таму го имаме најголемото влијание. Помодарство и Точно, да. Но верувам дека тоа подигнување на свест се случува на глобално ниво, така да во Србија има доста луѓе кои ја сакаат оваа музика, значи се големи поддржувачи и сега веќе имам и некои понуди за соработки таму, така да ќе има доста. Ете, следно што можам да го најавам кај тебе е соработка со Music TV, така е познато, од Белград, и со нив допрва ќе правиме соработки, така да како представник јас од Битола или од Македонија ќе снимам за нив. Така да има одлично, доста, да. Така, уште една цел за новата година, можеби ќе е тоа. Која Стефанија приватно имате импресивна биографија, претпоставувам дека тука се споени професионалното и хобито и се она што ве интересира. Па мене малку повеќе ме интересира што го исполнува вашето време. Претпоставувам не е тоа некој голямо слободно време. Да, реално. Споменавте продавница за здрава исхрана, можеби нешто околу тоа.
Тоа беше ресторан, да, но тој беше иницијатор на темата исхрана. Доста често ја спомнувам таа тема. Таа беше всушност причината за цело ова будење, затоа што откако ја сменав исхраната, тоа беше пред околу 10 години, настанаа тие промени, духовни промени, да речам, затоа што почнува телото да ти се прочистува и мислата ти се прочистува истовремено. Така да, таа тема со здрава храна е доста застапена во моето секојдневие, затоа што многу често готвам, да кажам, не намерно, природно тоа тече, се грижам, да кажам, за своето здравје постојано. Така да, преку танците, постојано сум во форма, имам тренинзи, исто така не ги спомнав, тие се flow and movement концепт на тренинзи за возрастни. Тие точно тоа го прават, значи го активираат телото на начин што ти се раздвижува, да кажам, секој дел и ти те држи во некаков баланс, значи да се осеќаш добро, да се осеќаш активно, живо, да речам. Приватно, како да ти кажам, значи јас постојано работам, значи сум тотален оркахолик. Мислам, како јарец можам да го кажам, тоа веќе е јасно, се познава тоа по мене. Јас секое слободно време го користам за уште нешто да сработам, но во секој случај денот најчесто ми започнува со мачината, кучината заедно. Имам 2 мачина и едно куче. Со нив си се дружам, некако си разменуваме енергија. Кога станувам секогаш од саба или скоро секогаш, сега да не претерам, имам принцип, си дишам, се распевам, се раздвижувам, се активирам, сакам да се чувствам живо, значи сакам да се чувствам активно. Зашто сметам дека мрзеливост е најголемиот проблем што ги влече луѓето надолу и сакам и тоа да го избегнам, да нема таков момент во мојот живот. Колку за еден уметник е важно да се разбуди со убава, чиста, позитивна мисла? Многу е важно, затоа што уметниците се тие што пренесуваат и затоа сметам дека многу е битно да се грижат за себе. Значи, посебно уметниците треба баш таа лична хигиена, што ја викам, душевна хигиена, таа е многу е битно. Значи, сите така цел склоп на делчина, да кажам, се многу битни, затоа што сепак тоа што го пренесуваш, луѓето го конзумираат и ако е позитивна енергија, секако ќе се расшири таа позитивна енергија и нема да има такви моменти на депресија, на тага. Знаеш, многу е битно да се држиме некако. Да, живееме во чудни времиња и треба да сме силни. Така, Стефанија, пред да преминеме на онаа последното прашање за следни планови, кажи ми, која ќе биде пораката со која ќе ја заокружиме оваа година, и вие како уметник, и пред нашите гледачи, како ја завршувате 2023 година? Па, очигледно работно. Да, значи, многу ми е мило што цела оваа тема што ја правам, ја живеам, да кажам, се дефинира во еден музички албум и јас ја завршувам всушност со промоции и затоа што сум јануарско дете, сум родена јануари, 3 јануари сакав да кажам, сум блиску до новогодишната еуфорија и некако го празнувам тоа повторно моje раѓање за да продолжам со нови сили нормално понатаму. Постојано патувам овај период затоа што Владимир професионално се занимава со кошарка и тој не живее, да кажам, постојано тука на секои 6 месеци се патува, тој моментално е во Црна Гора, така да таму планирам да одам кај него. Во секој случај, значи покрај професионалните, да кажам, ангажмани, сепак сакам да си го зачувам домот, хармонијата, фамилијата ми е секогаш на прво место. Прекрасно, тоа ќе бидат и пораките кои ќе ги упатиме за новата година. Се надевам дека одвојуваш и време за читање. Спомена дека обожаваш да станеш на завајле рано, убава мисла. Јас и моите пријатели од Ар Сламина поттекнуваме читачки навики и за секој мој гостин доделуваме книга по ударок од македонски автори. Токму за вас се одбрав Големата вода од Живко Чинго. Браво, и доколку ја имате прочитано, ќе си ја препрочитате и секако за вашата домашна библиотека.
Ти благодарам. Некако ми ја погоди темата. Баш сум во флоу и со вода. Да, и Ептен се порака радувам. не кажав за гледачите, Так. а чисто ете со целата ова тема што ги да кажам што ги поттикнувам, само да се вратат на себе, да бидат во хармонија со себе, да едноставно да се вратат на вистинските вредности, кои се хуманост, љубов и среќа. Толку мислам дека потоа целото секојдневие ќе се промени. Да си ги сакаме така најблиските, да се чуваме едноставно. Ти благодарам што беше моја денешна гостинка, ти благодарам за сета позитивна енергија која ни ја донесе во студиото на телевизија Сонце. Нашата дружба и пријателство нема да застане овде, ние ќе бидеме секогаш на ваша страна. Очекуваме уште многу видеозаписи, уште многу ваши албуми и секако ќе бидеме во текст со се она што го создавате како уметност. Благодарам од срце. Ви благодарам и вам, Стефанија, почитувани гледачи. Тоа беше Стефанија Милевска Враниќ. Го промовираме Девојчето со долгата коса, незиниот втор албум, односно фокус ни е незиниот последен промовиран запис Едно моме, кој што имавте можност и вие да го погледнете и слушнете. Се надевам дека со оваа прекрасна девојка успеавме да го задржиме и вашето внимание во овие 30 минути. Овде останува да ве поздравам вам и да посакам да се видиме за 7 дена од сега.